часот од фреквенцијата на 1 ТВ. Во овој момент го започнуваме денешното отворено студио, јас и мојот колега Боријан Јовановски. Знаете, и денешното отворено студио ќе биде темата бегството на Груевски, кој потврли, како се случило тоа. Имаме многу гости, затоа повеќе Боријан, што се имаме денеска тоа е денот, денеска за жал ја сакам да имаме содржини. Очигледно притварањата кои се случија ноќва и бегството на Груевски се тема број 1 и понатаму кој го одзема најголемиот дел од јавност на вниманието на јавноста. Ќе го почнеме овој блок од половина час со информации за тоа што се случува околу во судот на оваа тема. Како превентива. Нашиот дописник е таму. Кој имаме да видиме што се случува во унгарската амбасада и од таму имаме дописник, се разбира репортерот наш во Будимпешта, кој ќе го видите во вестите во 20:30, но од поинтересните гости на оваа тема вечерва најавуваме ексклузивно гостувањето на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, а по неа имаме и блок со правни експерти Љубомир Фрчковски, Гордан Калајџиев, а имаме и коментари од правници од Унгарија кои ќе зборуваат за процедурата за добивање на политички азил. Во меѓувреме во 5 часот со нас се Сашо Дановски, кој следи редовно некои од овие ситуации. Тој ги копа информациите, како се случило бегството и Владко Становски од Фокус, кој навести дека доколку успее референдум, доколку се имплементира договорот од Преспа дека Груевски ќе бара азил во Унгарија, тоа Фокус го навести уште лето. Но да одиме прво со актуелностите. Мислам дека е добро да видиме, да го вклучиме Игор за што се случува во судот и она со притварањата. Игор ќе повели да видиме што денеска како реакции превентива, рековме, веќе ноќеска се уапсени двајца, одреден им е притвор, Милијан Накиевски и Божиновски, мислам беше. Да, Божиновски, да. Ако може веќе да почнам, веќе одреден 30-дневен притвор за поранешниот министер за транспорт и врски Милијан Накиевски и поранешниот владин генерален секретар Кирил Божиновски, откако специјалното јавно обвинителство побарало за нив притвор. Ова се го барало според изјавата на обвинителката Лиле Стефанова внатре во судницата на денешното рочиште Титаник, бидејќи постоеле индикации и сомнежи дека на исти начин Јанакиевски и Божиновски ќе се дале во бегство како поранешниот премиер Никола Груевски. Значи, тие биле дел од операцијата бегство, ова што на Груевски му успеа. Такви индици имало специјалното јавно обвинителство и веднаш побарало предлог да биде определен 30-дневен притвор и за двајцата обвинети во постапките на специјалното јавно обвинителство. Ова денеска беше всушност и кажано на рочиштето Титаник, каде што тие двајца се обвинети заедно и со поранешниот премиер и всушност уште 17 лица обвинети во постапката за изборни нерегуларности. Денеска беа 3 столчиња на обвинителната клупа празни на бегалецот поранешен премиер Никола Груевски, на двајцата поранешни владени функционери Милијан Накиевски и Кирил Божиновски. Зошто Накиевски и Божиновски не беа на рочиштето? Има ли објаснување? Зошто притвор не ги донесоа? Објаснувањето е кратко. Тие доцна вечерта беа спроведени во притворот, тие нема начини како веќе, бидејќи судот не е односно бидејќи за време на процесот нема никакво известување, се додека ово нема ни рокот, не поминало ниту време од 24 часа за да спласне едноставно состојбата. Има процедура при притварањето во шутка, има процедура. Процедурите наложиле всушност и тие да не дојдат на денешното рочиште за Титаник, тоа што судот го кажа дека се уредно повикани, но претходно тие беа слободни луѓе со јавување и обврска за јавување во судот на определен термин. Игор, ајде да одиме, имаш изјава од Миле. Дали има промена во расположението по ваквиот драматичен развој на настаните кој еден е избеган, двајца се приведени, што се случува меѓу останатите обвинети кои денеска беа во судницата?
Медиумите ја прашавме поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска дали можеби по одлуката на судот и по барањето на СЈО за притвор на Јанакиевски и Божиновски дали таа би очекувало, но сепак таа рече дека за неа веќе се определени мерки кои ги почитува. Верувам дека вечерва веќе многу обширни детали би дала конкретно на нашата програма на 1 ТВ. Она што го изјави специјалната обвинителка Лиле Стефанова по завршувањето на рочиштото, а на кое побара стрикно за Груевски да му се суди во отсуство. Ново имаш реакција и на одбраната кои бараат развојување на постапката. Сепак судот ќе одлучи на 23 ноември дали на Груевски ќе му се суди во отсуство или пак ќе има развојување на постапката. Тоа што сакав да го потенцирам од изјавата на Лиле Стефанова е дека ако имаат индиции за било кој од осумничените или обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство, веднаш ќе бараат притвор. Сметам дека не треба многу да должам, туку да повикам изјавата на обвинителката од СЈО Лиле Стефанова. И тогаш Кривичниот совет го одби нашето барање со наводи дека иако постои опасност од бегство, бегството може да го обезбедат со одземање на патната исправа и јавување на обвинетите еднаш неделно беше во тој период. Во меѓувреме обвинетиот Никола Груевски побара јавувањето во судот еднаш неделно да му биде заменето со јавување еднаш месечно, по кое барање ние дадовме мислење дека треба да биде одбиено како неосновано. Меѓутоа, Советот кривичен на судот го прифати и денес тој има јавување еднаш месечно. Сите овие услови беа една предиспозиција да се случи ова бегство. Затоа, кон предлогот, ние кога даваме дека се сомневаме дека ќе бега, сметам дека причината што бил политичар некој, дали бил имотен човек, дали бил многу важен во општеството, воопшто не е важно во тој момент, затоа што секој кога ќе се најде во една ваква ситуација, особено во Титаник, каде што обвинетите се обвинети за кривични дела со најмалку 4, 5, 3 години затвор, опасноста од бегство е сериозна. И мислам дека претходно таа опасност не беше земена сериозно во обзир. И се случи тоа што се случи. Какви информации имате вие како специјално јавно обвинителство? Каде точно сега? Тоа не можам да го споделам. За Никола Груевски повеќе информации има судот отколку специјалното јавно обвинителство, бидејќи потерниците се издадени по налог на судот во предметот Тенк, а информациите кои ги имаме за сега двајцата притворени, обвинетите Кирил Божиновски и Милија Јанакиевски се дадени на судот и се образложени во мерката. Одредени информации не може да се споделуваат со јавноста, бидејќи се оперативни. Рековте на ист начин. Обвинителке, бегството на Груевски, ваша оценка, дали се работи тука за најголем можен дилетантизам на МВР и судството или пак... Не, мислам дека секој граѓанин во Република Македонија може да ја помине границата и без патна исправа. Вие знаете колку само мигранти влегува во Македонија. Па зашто тогаш Груевски не беше укрив? Ако е така? Па сега пред малку образложив зошто не беше одлука на судот. Обвинителка во Тенк имаше и пресуда, не се побара притвор за Никола Груевски по објавувањето на пресудата. Имате ли коментари за тоа на вашите колеги? За предмет кој не сум го работела, не можам да дадам коментари. Обвинителке, каква штета се нанесува на целата намера на СЈО, с тие причини бевте и избрани да се дојде до право и правда, граѓаните повторно да поверуваат во правосудниот систем сега со овој потек на Специјалното јавно обвинителство нема никаква вина и никакво ни најмало точка на вина за бегството на Никола Груевски. Постојано укажувавме, баравме, поднесувавме обвинение. Сега каде е вината институционална, како што кажав на очиглед на сите институции. Ние поднесувавме барање. Судот одлучува. Ама по притворот не поднесувте барање? По кој притвор? По пресудата. За предмет кој не го работам не можам да давам изјава. Обвинителке, само уште за начинот. Рековте на ист начин се спремале. Која начин? Сето тоа не може да го споделам во овој момент со вас. Дали за други обвинетите побарате притвор? Доколку постои најмало основано сомневање дека постои опасност од бегство, ќе биде поднесено за било кој што е во овие 21 лица обвинети и јас тоа го кажав и во судската сала. А дали ова се однесува на предметот империја? Дали за нив може би ќе побарате нови мерки?
за други сумничени. За Мијалков. Предметот империја има определено мерки притвор за лицата за кои се сомневаме дека ќе бегаат. Чекаме одлука по жалба, немаме уште добиено, јас барем немам добиено во овој момент. А истрагата ќе се проширува, соодветно на проширувањето на истрагата ќе се бараат и мерки за обезбедување на присуство на лицата и не само за нивно присуство, туку и влијание на сведоци, уништување на докази, посвекување на докази по сите основи. Дали ќе побарате и за Мијалков притвор? Доколку постои најмал основ на сомневање дека постои опасност од бегство или влијание врз било кој сведок, веднаш ќе биде поднесено барање за спроведување истрага на притвор. Нема недопирливи во оваа држава. Појаснувањето во однос на Мјалков кој е осомничен во случајот Империја, во однос на Груевски дека специјалното јавно обвинителство кога беше изречена пресудата за Тенк не беше побарано притвор од страна на специјалното јавно обвинителство, тогаш ги има преостанатите мерки за предпазливост. Наспроти ставот на СЈО, одбраната пак смета дека треба, како што потенцирав и претходно, да се внимава на моментот за почитувањето на човековите права во однос на барањето на специјалното јавно обвинителство да му се суди во отсуство на Груевски. Предлагам тука да ги погледнеме и тие изјави. Адвокатскиот тим официјални информации нема. Нити за случувањата со господин Груевски, нити со случувањата со Милеја Накиевски и Кирил Божиновски. Така што секој коментар би бил шпекулација некоја наша. Кога ќе добиеме официјални документи или официјални информации, сигурно дека ќе ги користиме и правните средства, а и ќе може да ги коментираме. Сите сте сведоци дека господинот Миле Јанакиевски, барем јас верувам дека беше присутен во судската зграда, ова новата или старата, повеќе од поголемиот дел на судиите кои што работат во судот, присуствувајќи на расправите во судот, што не може да се смета како основ за бегство или негово подготвување за бегство. Да се оди со некакво известување од УБК за наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи, сметам дека е апсурд и сето ова е освета, а на крајот на краиштата сето ова беше најавено синоќа во изјавата на господинот Оливер Спасовски. Очигледно ставовите на адвокатите се дека е политичка одлуката за притворите на Јанакиевски и на Божиновски, потенцираат дека меѓу другото не биле известени во однос на барањето на СЈО притвор. Има развој тука се уште на се ова што се случува. Се лоцира и одговорност, не може да нема одговорност и во судот има сигурно, но има и во МВР има одговорност, а сигурно може би и во СЈО, но тоа доправа ќе следи. А СЈО префрла топката на кривичниот совет кој одлучил да... Најголемата, според мене, вака како лаик е во судот, но и во Министерството за внатрешни работи, односно УБК, како можеле да немаат информации дека се спрема бегство на Груевски. Груевски пријади голем предизвик за институционалната одговорност, да видиме до кај се институциите со реформите, координацијата, како работат и така натаму, но Игор ќе следи понатаму. Јас ќе бидам малку нескромен, но сакам на гледачите да им кажам дека Еден ТВ за кратко време се искачи на лидерската позиција на најгледани телевизии. Вчера нашите рейтинзи, веројатно тоа се должи најмногу на нашиот специјален известувач од Будимпешта Кристина Атеска, се искачивме на првото место по гледаност и се надевам дека и целата екипа која што е на Еден ТВ информативна и другите кои што се ажурни, оваа доверба што ни укажувате ќе ја заслужиме и ќе продолжиме така. Добра вест за кратко време. Да. Одиме понатаму, би требало сега да го вклучиме нашиот репортер кој се наоѓа пред унгарската амбасада, бидејќи се уште од јавноста очекува да добие малку повеќе детали околу тоа што се случува со
Унгарија, кој е нејзиниот ангажман, зошто тоа го направиле, дали ќе му дадат азил, но предходно се извинувам, мислам дека ме подсетуваат од режијата, имаме мало подсетување на ексклузивното интервју за еден ТВ од специјалната обвинителка Катица Јанева во врска со предметите за кои пред малку зборувавме. Зошто не побаравте притвор за Груевски, кога истото го сторивте за Ѓоко Поповски, кој што исто така беше осуден во истиот предмет Тенк? Обвинетиот Груевски, против кој се водат 4 постапки, до минатиот четврток, кога беше присутен во државата, на територијата на Република Македонија, воопшто не одаваше некои настапи дека нема да се јави на суд и зашто би побарале ние да дајдеме плюс причина зашто би побарале ние да биде ставен во притвор. Тој се однесуваше како слободен граѓанин, се одеше на работа како пратеник во Собранието на Република Македонија, се јавуваше на сите покани, на рочиштата закажани по разните предмети кај што беше осуден, така да ние сметавме дека нема потреба во овој момент да побараме построга мерка на обезбедување. Иако во иднина, да бидам искрена, сметавме дека со новите истраги кои ќе ги отвараме, бидејќи се зголемуваше бројот против обвинетиот, сега осуден и обвинет и осомничен господинот Никола Груевски, дека ќе побараме повторно да ја преиспита одлуката со судот во однос на неговото присуство. Никакви назнаки дека може да се случи едно вакво сценарио и чувствувате ли одговорност, зашто сепак ова е лош знак за државата во целина? Дека не може да ги обезбеди своите обвинети и осудени. Ако некој побара, кога некој притвор за Груевски, Никола Груевски, во моментот кога некои луѓе не можа ни името да му го спомнат, тоа беше специјалното јавно обвинителство. Да не се ја префрламе сега вината едни на други, мислам дека ние во рамките на законот ги искористивме сите моменти и сите можности да и предлози пред судот да го биде во притвор обвинетиот. Како ова ќе влие на другите предмети, бидејќи тој е обвинет уште во 4 други постапки? Дали ќе барате раздвојување на постапките? Сигурно тоа за предвидено таков институт согласно законот за такви случаеви, а се надевам дека и брку по дипломатски пат господинот Груевски ќе биде вратен назад и тогаш мислам дека вечерва е веќе побарана меѓународна потерница и мислам дека очекувате ли дека ќе го екстрадираат? Очекувам, да, како што очекувам и за другите да бидејќи сите сме потписници на тие меѓународни договори за екстрадиција на лица за кои се води постапка во матичните држави, така да мислам дека и тоа може да се очекува во најбрз можен рок. Дали во меѓувреме треба да се очекува на Груевски да му се суди во отсуство? Сигурно ќе му се суди. Ние бараме исто така и порано и сега и јас и во оваа прилика ќе кажам дека бараме поинтензивно судење на нашите предмети. И судот се труди да закаже повеќе рочишта по нашите предмети, но мислам и дека ова нема да го поремети самото тек на судење на истите предмети. Во моментот во судска постапка се 20 на предмети, што ги води специјалното јавно обвинителство, од кои има, поправете ме ако грешам, една правосилна пресуда, втората е за 300 и еден предмет со првостепена пресуда за труст. Да. Колку оваа ситуација им ја отежна состојбата на останатите обвинети, како и на тие што се други во најава со проширување на истраги, бидејќи во серија имаме неколку случаи за бегство. И колку тоа ќе биде клучен аргумент за да барате и добивате притвор од судот?
Мислам дека специјалното јавно обвинителство докажа дека сите аргументи во однос на одредени личности поединечно ги пласираат пред судот и сакаат од судот непристрасно и независно да одлучи за секој обвинет, согласно на препораките на судот во Страсбур за човекови права, бидејќи знаете дека и таму имаме многу одлуки каде што притворот незаконски е определен. И затоа сметаме дека судот треба да ги почитува сите барања наши. Не мора секој пат да удоволува на нашите барања, но сепак независно, непристрасно и во функција на предметите да донесе одлука вистинска по однос на секој обвинет за секој осомничен за кој ќе побараме мерка. Ние не би сакале да влијаеме на судот на начин што би го притискале на било кој начин, туку со аргументи настапуваме секој пат и сакаме истите да бидат ценети од страна на судот. Тоа беше Катица Јанева во ексклузивно за 1 ТВ, а сега Ацо додиме пред унгарската амбасада. Да, ние и денеска сме со линк пред унгарската амбасада. Колегата Антонио Крстецки е таму. Да видиме, ние вчера пративме официјален допис до амбасадорот на Република Унгарија, дека сакаме интервју или изјава од него. Се уште не добивме одговор, да видиме што ќе ни каже Антонио сега од пред амбасадата на Република Унгарија. Антонио, повели. Добар ден од пред унгарската амбасада во Скопје, местото од каде веќе втор ден бараме да не биде овозможено да снимиме интервју со амбасадорот на Унгарија во Република Македонија Ласло Дукс, меѓутоа нашите напори досега се без конкретен резултат. Иако 1 ТВ официјално амбасадата од нас побара ние да испратиме допис до нив, сепак веќе втор ден нема никаков одговор од таму. Инаку нашите барања се во насока на тоа да разговараме со амбасадорот Дукс, со кој ќе разговараме како би течела понатамошната постапка евентуална за добивање азил и всушност како во Унгарија тече постапката за добивање азил, нешто што од унгарските власти деновиве го побара и поранешниот премиер Никола Груевски, кој што наместо да се појави во шутка напушти Македонија и во овој момент се наоѓа во Унгарија. Меѓутоа ние денеска истражувавме, колешката Весна Велкова истражуваше на оваа тема како во Унгарија се добива азил, па предлагам да го видиме прилогот со деталите. Со очи вперени во Унгарија, македонската јавност ги чека следните чекори на пријателот и поддржувачот на бегалецот Груевски, Виктор Орбан. Дали Унгарија ќе спречи екс-премиерот да одговара по законот во неговата земја? И МВР и МНР веќе го потврдија бегството. Првото кафе за добре дојде веќе е испиено и Груевски сега го чека азилот кој вчера самиот го најави преку Фејсбук. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти, напиша Груевски. Дали азилот почесниот претседател на ВМРО ДПМН ќе го добие во забрзана постапка за 2-3 недели или пак за 2 месеци? Според информациите објавени на сајтот на Унгарската служба за имиграција и азил, во Унгарија постапката се отвара кога барањето за азил ќе биде поднесено до институцијата надлежна за бегалци. Доколку некој е принуден да ја напушти неговата земја поради прогон или сериозен ризик по животот, унгарските власти мора да бидат известени за оваа намера веднаш по влезот во Унгарија и да побара меѓународна заштита. Го исполнувал и Груевски овој законски основ со оглед на напишаното на Фејсбук профилот, дека во последните неколку денови примил безброј закани по неговиот живот. Унгарските закони овозможуваат и странските државјани да го поднесат барањето за азил пред да влезат на територијата на Унгарија во така наречената транзитна зона. Такви во Унгарија се 2.
Томпа и Розге на граничните премини кон Србија. Редовната процедура за азил се спроведува во рок од 2 месеци, вклучувајќи го и тетатет интервјуто со барателот на азил. Времето потребно за процедуралните чекори не е вклучено во процедуралниот рок. Меѓутоа, во некои случаи власта може да донесе одлука во пократок временски период, односно во така наречената забрзана постапка. Во постапката за азил, органот ќе процени дали забрзаната постапка може да се примени. Доколку е тоа можно, органот ќе донесе одлука во таква забрзана постапка во рок од 15 дена од денот на барањето. Орбан и Груевски негуваат долгогодишна блиска врска. Иако во последните години на владењето Груевски беше меѓународно изолиран, унгарскиот премиер Виктор Орбан му остана верен и по заминувањето од функцијата. Во септември 2017 година Орбан го посети Груевски во Македонија заедно со поранишниот словенечки премиер Јанес Јанша, кој е исто така осуден за корупција, во време кога пасошот на Груевски веќе му беше конфискуван. Тогаш унгарските медиуми шпекулираа дека Орбан му ветил азил на Груевски. Последниот пријателски гест на Орбан кон Груевски и неговата ВМРО ДПМН се случи за време на референдумот за промена на името оваа година, кога испрати видеопорака која можеше да се интерпретира како повик за отфрлање на договорот со Грција. Видовме повеќе детали од прилогот на колешката Весна Велкова. Дали аргументите на Груевски дека во минатиот период се соочувал со голем број закани ќе бидат доволни за унгарските власти да му дозволат, односно да му одобрат азил, останува знак прашалник, како што претходно споменавме. Во деновиве што следат повторно ќе бараме интервју со унгарскиот амбасадор во Република Македонија Ласло Дукс. Ќе видиме нашите напори на крајот дали ќе вродат со плод. Останува за во овој најавен наш блок на отвореното студио да најавиме уште една изјава. Имено Министерството за надворешни работи исто така нема никаква реакција, ниту објаснува како Груевски стасал на нивна територија без пасош, иако Унгарија е позната како земја која итекако се штити од влез на илегалната миграција. Сијарто, министерот за надворешни работи, немал коментар на прашањата на новинарите, но затоа нашата Крис Атовска, која е во Будимпешта, обезбеди изјава од Ронај Шандор, кој е портпарол на демократската коалиција, односно на опозицијските партии кои се организирани во коалиција и кои се борат против владата на Орбан, па да ја чуеме реакцијата на унгарската опозиција. Еден ТВ побара одговори и во демократската коалиција, односно во опозицијата на Орбан. Сега разговарам со господинот Шандор Ронај. Mr. Ronaј, what is your opinion about Orban hiding ex-Prime Minister of Macedonia, Gruevski? Yes, so Hungary doesn't want to cover political criminals, so Orban Viktor mustn't hide his friends or his allies, even if they are friends and if this former prime minister is Orban's friend. I think the people who is a criminal and who is destroying his country and attacking his people, then only banana republics and other not democratical countries hiding these people, like the former Prime Minister of Macedonia, but not the European countries, not the European Union states. Hungary will not hide any political criminals, even if they are Orban Viktor's friend. So what do you think about the course of this country? Is this a pro-Russian move? Yes, I think so. Orban Viktor is Vladimir Putin's little doggy, and he knows that he has to do what Putin asks for him. So I think this is the next step to Moscow and next step away from Brussels. So how do you think this will affect on your relations with European Union?
I think it's against the European Union's right and against the NATO rights. So Hungary mustn't hide any political criminals who are destroying their countries and destroying their people. So can you do something about it as opposition in this country? Yes, of course. The Democratic Coalition is a very strong ally to the European Union. So we will turn to the European Commission and we will turn to Mr. Sándor Pintér, the Hungarian minister, and to Orbán Viktor as well. We will write written questions to the Hungarian Prime Minister because we want to know how can get there political criminal former Prime Minister of Macedonia because he doesn't have any passport. He has to stay in the transit zone. How could he get to Hungary from a third country, from Serbia, because we don't have any borders, common borders with Macedonia. So we don't know how can he get there in Budapest. What about police? Is under control of Orban, or maybe the police in this country can do something? Unfortunately, the police is under Orban's control. But I think there is an international issue against international warrant issue against the former Macedonian Prime Minister. Orbán Viktor has to enforce his obligation and give this political criminal to the authorities. So this is what Orbán has to do in this situation. We have information that Gruevski is in Orban's villa. Do you have that kind of information? And what do you think? Can Interpol enter that villa? So we don't have any information about this, but we will ask the Hungarian Prime Minister because we cannot imagine how this criminal can get there in Budapest. So this is a very important question. And we will ask Orbán to give this criminal to the authorities. And at the end, do you think that Interpol can imagine what are the experiences in this kind of cases and similar cases? What is the efficiency of Interpol in this country? So I think so I can imagine that Interpol can get the former Macedonian Prime Minister because he's destroying their country, destroyed his nation, and so the NATO, the European Union, and also the Interpol has the right to take this person away from Hungary. Андор, портпарол на демократската опозиција во Унгарија во разговор со нашата Крис Сатовска, очигледно темата Груевски ќе се интернационализира, а барем во Европа дебатата политичка како што најави опозицијата ќе се отвори во парламентот, а и на релацијата Будимпешта-Брисел околу тоа како некој влегува во некоја земја без пасош и како ги минува границите. Тоа е темата. Крис Сатовска сега ќе ја видите во вестите на Еден ТВ, кој ве оставам со Александар Јацо да ги погледнете вестите и вклучувањето на Атовска од Будимпешта.